30 години меѓаши. Чест ми е токму сега на сцената да го поканам почитуваниот Драги Змијанац, коосновач и председател на првата детска амбасада Меѓаши, да повели да ви се обрати и да ги сподели своите емоции. Повелете. Ви благодарам на сите 300 гости заедно со нас и вие чекорите 3 децении. И во тие чекори 3 децении за поправеден свет за децата, морам да кажам дека немаше денеска да бидеме тука, ако пред 31 година Гордана Пирковска Змијанац не ја започна иницијативата и идејата да се формира првата детска амбасада во светот Меѓаши. Една година потоа започна војната во поранешна Југославија и не знам дали е тука Љубиша Николовски. Беше главен и одговорен уредник. Здраво, Љубиша. И Сонја, поздрав. Горде беше упорна да даде апел за згрижување на децата погодени од војната и се сеќавам како денеска отидовме во македонската телевизија, го замоли Љубиша прво даваше отпор, а потоа Горде упорна како што беше и се уште е, и рече, добро, еве, неколку секунди. И тие неколку секунди со тој апел за згрижување на децата погодени од војната трае вечно. Од тогаш па наваму немаше враќање назад. 17 дена само бевме граѓанска иницијатива. Горде на 29 април 1992 го свика основачкото собрание во Пионерскиот дом. Така беше, Драган? Да. Драган Мјалковски е тука. И таму го свикавме основачкото собрание. Многу ми е жал што Коле Ангеловски не е тука. Група на ентузијасти решивме да ја официализираме нашата работа. И ако забележувате, 3 децении чекориме упорно, достоинствено во одбрана на правата на децата. Но морам да се заблагодарам на нашите 3 деца. Кристина, Жарко и Стефанија, кои не трпеа за се она што го правевме дома на работа, и им благодарам многу што се пожртвуваа заедно со нас да стигнеме до тука. Ни дава забелешки, замерки, но верувам дека сега не се кајат, затоа што навистина имаме кауза за која се бориме и вредеше да се бориме. Благодарам до членовите на собранието, на надзорниот одбор, на оперативната канцеларија и сите волонтери кои ве пречекуваа овде за несебичната поддршка и помош, затоа што без нив, колку и да сакавме, ние двајцата не ќе можевме да успееме да стигнеме до тука. Благодарам на сите медиуми, поддржувачи, донатори, кои исто така не препознаа и ни веруваа дека можеме да го изработиме квалитетно тоа што го работевме. Морам да признам дека имаме документарен филм, кој утре ќе го погледнете на нашите социјални мрежи, 30 години. И во таа пригода има еден Бранко се вика Попчевски, кој на секој 5 години како ги додаваме филмовите, овие прилозите, тој испушта по неколку солзи. Бранко, тука си? Поздрав за Бране Попчевски, навистина многу сум благодарен што ни помага да даде емотивна нитка на сето тоа што го работиме. Ке можете да го погледнете утре. Секако, позаимивме 2 гласови кои низ нарација ги слушнавте денеска. Во првата пригода беше Фросина Драмиќанин, ако е тука, поздрав. И во втората продолжи Васка Бојаджи со незината нарација и читање, дадоа и тие свој придонес во филмот да навистина не емотивно погоди. Ви благодарам на сите вас 300 гости кои сте тука и се надам дека ќе чекориме уште 3 децении, десетлетија и декади заедно и после 30 години ќе одбележиме 60 години. Имаше еден предизвик да се направи монографија.
Сигурно ќе забележите колку надписи од печат имало, колку прилози во телевизиско гостување и така натаму. Сето тоа од процесот на смислување на акција до реализација, до институционално архивирање и меморирање на тоа е вистински предизвик. Многу од материјалите беа ВХС, па моравме да ги дигитализираме. Имаше благородна задача авторката Валентина Ѓоргиева да ја направи монографијата со авторско дело, со вовед, со нарација, со заклучок. И многу сум ми благодарен што како новинарка го прифати овој предизвик и вие сите ја имате кратката монографија во вашите раце. Таа ќе биде споделена уште вечер, а утре и долгата монографија, така да ќе можете да ги излистате сите 300 страни за 3 децении работа на првата детска амбасада. Ви благодарам уште еднаш за сета ваша поддршка и верба во нас.